Да, по кратката пауза се враќаме повторно во студиото. Денеска дел од разговорите посветени на практично на образованието, она што можеби во овој период од годината е многу повеќе се фокусирани и наставниците и учениците. Во продолжение разговараме за државната матура, проектот државна матура кој што се применува во средните училишта. Со мене во студиото е Даниела Јовчевска-Михајловска, директорка на Државниот испитен центар. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Во над 15.000 ученици го полага првиот дел од двата екстерни испити од годинашната државна матура. Како помина еве првично првиот дел од матурата, а потоа ќе кажеме нели што ги очекува во вториот дел. Во саботата беше првиот дел од државната матура. Учениците го полагаа мајчиниот јазик, зависно нели кој ученик на кој јазик ќе следел наставата. Така што првиот ден протече добро. Учениците полагаа, се работеше на амфитеатрите, исто така има полагање и во сопствените училишта, оние кои што исполнуваа можности. Сите оние кои што не ги исполнуваа просторните можности беа на високообразовните институции, кои што оваа година не излегоа во пресрет и јас на вистина многу им благодарам на ректорите и на деканите на нашите универзитети и факултети кои што имаат целосно разбирање за потребите на државната матура на училиштата и на нас како државен испитен центар. Да објасниме на самиот почеток, има малку заострени мерки, може така да ги наречеме, оваа година на спроведувањето на самиот процес на државната матура и ова што го споменавте дека оние училишта кои што не можеа нели поради капацитетите да го реализираат самиот испит, тој се случи во амфитеатрите и во предавалните на факултетите, меѓутоа колку тестатори беа вклучени и како е самиот процес во однос на таа заострена динамика следува? Значи, тоа е согласно правилата за организирање на државна матура, на секој 15 ученици ангажиран по еден тестатор. Меѓу другото има и резервни тестатори, така што ниту една 15-ка не останува без тестатор кога се спроведува тестирањето. Околу 2000 тестатори беа ангажирани околу 200 наблюдувачи, можеби и повеќе од 200, но приближно е таа бројка. Учениците со самото тоа што работат во голем простор, значи дека тие се под поголема контрола, затоа што во еден простор има минимум 30 ученици, што значи две групи од по 15. Така што се наоѓаат двајца наставници во улога на тестатори кои што го следат целокупниот процес, а меѓу другото нели и еден со друг се гледаат кои што и како постапува при организирањето на самото полагање на матурата. Во рамките на државната матура, значи учениците, како што рековме, полагаа мајчини јазици, сега веќе ќе следи вториот дел од испитите, екстерните испити. Тоа е изборниот дел. Државниот испитен центар се подготвува за успешна реализација и на вториот ден од матурата на 11 јуни, кога ќе полагаат странски јазик во зависност од изборноста или пак ќе полагаат математика или учениците од уметничките училишта избрале филозофија или естетика. Тоа е во тој дел околу матурата. Инаку кога зборуваме за заострени мерки, ние знаеме дека секое нарушување на правилото треба да има и некаква санкција. Во Државниот испитен центар има комисија која што откако ќе завршат екстерните испити, откако ќе се соберат сите формулари од тестаторите, нели сите тие ќе бидат прегледани, во формуларите е запишано што се случувало во текот на самиот испит, дали некој ученик ги прекршил правилата и доколку ги прекршил, тој е евидентиран со име и со презиме и комисијата ќе пристапи кон разгледување на прекршокот кој што е направен и врз основа на тоа ќе му биде изречена мерка. Најстрого еве да речеме санкција, дали можеби тоа би значило дека ќе изгуби ученикот им следува нели упис, што државната матура е задолжителниот дел во однос на продолжување нели на високото образование, која е најригорозната санкција? Значи, државната матура е круна на нивното образование, без државна матура не можат на високообразовните институции. Доколку имаат мерка која што ќе значи забрана, нели, поништување на испитот и забрана за полагање, таа е највисоката мерка, со тоа веќе ученикот нема право да полага во август ова
година, туку ќе остане да полага за следната година и самиот на некој начин си го крати правото да се запише на факултет и цела една година да паузира и да нема заокружено средно образование. Не може дури да оди ни на пазарот на трудот, бидејќи тој не го завршил образованието, нема диплома за завршено средно образование. Еве од она што можеме засега, можеби да го кажеме, првично дали забележавте некој можеби отстапки или некој да влезе во ризик во однос на препишување во првиот дел зборуваме? Значи обиди секогаш има, нели? Меѓутоа рековме секој обид, се што е забележано од страна на тестаторите е евидентирано. Се што е евидентирано, по истото ќе биде и постапено. Така. Да направиме едно објаснување еве за самиот процес на државната матура. Што значи, а што значи училишната матура за поедноставување за учениците? Државната матура ја избираат оние ученици кои што сакаат понатака да го продолжат своето образование. Значи секој еден ученик кој што сака да студира, потребно е да полага државна матура, бидејќи без положена државна матура тие не можат да се запишат на факултетите. Тоа е услов за запишување на факултет. Додека пак ученикот кој што нема намера да студира, тогаш тој се определува за училишна матура или пак завршен испит во средно стручно училиште. Во гимназиите имаме училишна, во средно стручно имаме завршен испит. Со завршен испит ученикот веќе е подготвен за пазарот на трудот. Значи можат да продолжат да работат. Но, доколку ученикот се предомисли за година-две и сака да продолжи своето ако се предомисли, да. Можности дали има да. И кои се? Не му е скратена можноста, тој може да се пријави за полагање на државна матура за следната година кога ќе реши да го направи истото. Пријавувањето е во учебната година зависно до крајот на декември за да полага во јуни следната година. Така. Имаше апел и ресорната министерка да не се обидуваат да препишуваат учениците, бидејќи како што споменавте, државната матура е заокружување на она што го научиле учениците во рамките на 4 години од своето образование, но од друга страна имаат и можност учениците кога се подготвуваат од претходните години, да ги имаат тестовите на увид, да можат да си направат некоја рамка на прашања или можеби одговори кои што биле понудени во претходните циклуси кога се полагала самата државна матура. Така е, учениците можат да дојдат до солидни резултати самостојно, не им е потребно да препишуваат, немаат потреба од такво нешто, бидејќи станува збор за предмети кои што тие не ги изучуваат само во средното образование. Ако ние се вратиме наназад, мајчините јазици ги изучуваат уште од првиот ден кога стапнале во училишните клупи, и според тоа тој е материјал кој што е добро познат на сите. Потоа странскиот јазик веќе се изучува од прво одделение, а странските јазици не се проблем за денешните генерации. Тие подобро странски зборуваат отколку мајчин јазик, затоа што им се некако многу поблиски како поминува времето. Математика. И новата технологија им дава можност полесно да ги така е, полесно ги совладуваат странските јазици. Математика е исто нешто што се учи од прво одделение, а математика избираат оние ученици што и навистина ја сакаат математиката, затоа зборува и бројката колку ученици избрале математика, нели? Ако кажеме дека 1246, мислам дека беше ученици, имаат избрано да полагаат екстерно математика, наспроти сите останати кои што отишле на странски јазици, зборува дека тој што бира математика, навистина сака математика, а истата изучува и од прво одделение. И рековме филозофија и естетика за уметничките училишта во рамките на изборниот предмет. Сега, имајќи го во предвид фактот дека тоа е нешто што е работено низ годините, значи не е 4 години, туку е многу повеќе, е многу полесно и да се совлада и јас лично и како наставник имам искуство и гледам дека учениците кои што учеле немаат потреба премногу да се вложат околу повторување, учење и така натака за матура, затоа што тие веќе се подготвени низ годините.
Тоа беше едно од моите следни прашања, сакав да ја прашам, бидејќи имате искуство, нели, со ученици сте предавале, зошто се создава некој се оправдан или неоправдан страф кај учениците кога ќе се спомене државна матура, нели, треба на крајот на годината да се полага и наместо како круна, еве што велите на нивното знаење, е како страф. Што ќе направиме сега и како ќе го поминеме као тој најстрашниот испит последен? Веројатно, нели, низ годините учениците сметаат дека тоа што доаѓа на крај, па сега имаме материјал од 4 години. И многу е. Не е многу, затоа што има испитна програма. Таа испитна програма е направена врз основа на избор на содржини од 4-годишното средно образование и тие содржини се заеднички како за средно гимназиско, така и за средно стручно и средно уметничко училиште. Значи имаат заеднички содржини, не е ништо непознато, се е изучено, така што нема потреба воопшто да се прави некаква фама околу тоа дека државната матура е нешто страшно. Државната матура, можеби на крајот ќе забележат и самите ученици кои што учеле, е најлесниот тест кој што го поминале во споредба на сето она што подоцна и ќе следи, нели, со запишување на факултетите, тие ќе имаат многу потешки тестови и многу пообемен материјал. Некогаш нашите тестови како наставници можеби се потешки од прашањата дадени на државната матура, со оглед на тоа што имаат можност да видат за каков тип на прашања станува збор, затоа што сите прашања низ годините од 2006-2007 па и од 2008 откако почна да се реализира државната матура, ги има на страната matura.gov.mk. Тестовите можат да ги отворат, да разгледаат за каков тип на прашања станува збор и на крајот на краиштата материјалот е тој, нели? Ако се работи, ако се вежба, ако се чита внимателно, еден ученик што научил, секогаш ќе го знае тоа што го научил, па и да е некогаш и на нешто што е непознато. Така, државната матура како концепт во земјава почна да се применува од 2008 година. Низ годините нели имаше одредени измени кои што се направија, меѓутоа веќе за следната година се најавува нов концепт. Што практично би значил истиот? За следната година веќе е во план да се реализира новиот концепт за државна матура, со тоа што сега ќе имаме поделба на испитите на крајот од средното образование. Знаете, ние имаме гимназиско образование, средно стручно образование и средно уметничко образование. Во зависност, нели, од видот на средното образование ќе имаме и матура. Учениците од гимназиското ќе полагаат државна матура, додека од стручното ќе полагаат државна стручна матура и од уметничкото државна уметничка матура. Тоа значи дека за секој вид на образование ќе има посебна испитна програма. Ако ние сега имавме една заедничка испитна програма, работена врз основа на пресек, кои содржини се заеднички, затоа што не сакаме ниту еден ученик да биде оштетен со тоа што нешто не поминал во текот на 4-годишното образование, сега веќе ќе имаме содржини кои што се работени врз основа на наставни програми застапени во различните видови на средно образование и за секој ќе има посебна испитна програма, така што ќе им биде можеби многу полеснето на учениците, затоа што тоа го изучиле во нивното и поголем избор на прашања ќе имаме, нели? Со самото тоа што не го правиме пресекот. Така. И секако дека мора да споменеме дека вториот испит од државната матура е закажан за 11 јуни, како и во минатите години и сега најголем број избрале англиски јазик. Кога сме кај јазиците? Дали може би еве тоа е некој показател или? Значи изборот на англискиот јазик, јас пак ќе се навратам. Нашите деца, односно ученици, добро го владеат јазикот, го знаат англискиот јазик. Од рана возраст многу близо го изучуваат подолг временски период, како што реков, тие веќе од прво деление изучуваат, па да не се навратиме и во градинка, нели, во најраната возраст имаат часови по англиски. Секое дете оди и дополнително и на курсеви, така што англискиот јазик им е многу близок, значи и многу достапен. Од таа причина и го бираат истиот. Додека останатите германски, француски и италијански јазик, кој што од годинава веќе е воведен како предмет кој што може да го бираат, изборно задолжителен, нели?
во рамките на јазикот ги изучуваат пократок временски период. И уште интерните предмети да ги споменеме, на кои што тестатори се мислам дека професорите кои што предаваат во училиштата. Државната матура, за да биде целосна, значи таа е составена од 4 предмети, од кои што 2 се екстерни, како што веќе спомнавме. Првиот екстерен е задолжителниот, вториот е изборниот и имаат уште 2 интерни предмети кои што ги бираат во училишта и тие ги реализираат заедно со училишните предметни комисии. Значи тоа се тестови кои што се изработени согласно стандарди, меѓутоа си ги изработуваат предметните училишни комисии и се спроведуваат во рамките на училиштата со нивни интерни предметни комисии. И избираат проектна задача која што ја работат под менторство, потоа ја бранат проектната задача и откако ќе ги реализираат сите овие делови од државната матура успешно, значи тогаш тие и ќе се стекнат со диплома за завршено средно образование. За разлика од училишната матура, тогаш имаат помал број на предмети, значи имаат еден задолжителен, тој е мајчиниот јазик, и еден изборен предмет кој што си го избрале од понудената листа на предмети, како и проектната задача. Во средно стручно образование пак, во рамките на завршниот, повторно имаат македонски јазик и имаат изборност од рамките на струката, како и проектна задача. Во однос на кадровската екипираност, дали имате доволно и во комисиите и тестатори? Видете, најголем дел од луѓето се надворешни соработници кои што ги имаме. Добар дел од нив се по пат на јавен конкурс, така што се пријавуваат луѓе, има заинтересираност и сите сакаат да дадат свој допринос во успешно реализирање на државната матура. Тестатори, тоа е нивна законска обврска, значи тестаторите учествуваат на државната матура во делот на чувањето и поделбата на материјалот, како и собирање на материјал. Тестаторите на денот на реализирање на државната матура, на денот на самото тестирање, главна улога имаат тестаторите. Значи, од самите тестатори зависи колку ќе ни биде објективна понатака матурата во делот на оценувањето. Колку тестаторот ќе си ја заврши работата онака како што треба, односно нема да дозволи да се користат недозволени средства на денот на испитот. Или да не прогледа малку така низ прсти за... Па сега да бидеме реални, сите викаме сакаме образование кое што ќе биде квалитетно. Ако зборуваме за квалитет и ако сакаме квалитетно образование и објективни резултати, тогаш сите ние треба да бидеме навистина доследни во тоа што го работиме. Пред се, како наставници, ако не сакаме на нашите часови учениците да ни препишуваат, не треба да дозволиме тоа да се случува ниту на државната матура, затоа што на тој начин ќе си ја девалвираме собствената работа. И нема во крајен ефект, да го видиме каков е квалитетот на самиот модел и крајната оценка која што ќе се добие од државната матура. Кога ќе бидат резултатите? Резултатите се очекува да бидат еден месец по завршување на последниот екстерен испит, значи од 11 јуни да броиме 30 дена, така што ќе ги имаме некаде во јули резултатите ќе бидат објавени. Така, верувам дека ова ќе биде успешно реализиран процес, кој што низ годините рековме дека имаше претрпи измени, следната година ги кажавме кои се најавите. Има ли некое споредбено искуство каде се спроведува државната матура и како во целиот тој процес ние стоиме? Значи, државната матура се спроведува насекаде, не сме само ние, секаде околу нас, земјите што ни се нас блиски тука, секаде има државна матура. Пред се, за да оди ученик надвор да студира, потребно му е да има завршено државна матура, не може со училишна да се запише. Анализите покажуваат дека кога се работел извештајот на ОЕЦД за нашата земја, државната матура е оценета солидно. Така што стоиме на некое добро ниво, меѓутоа треба да се подобруваме. Не значи да кажеме добри сме и тука да застанеме, туку треба да продолжиме. Така.
Ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас. Верувам дека овој процес ќе биде успешно реализиран и во вториот дел од матурата и дека учениците ќе ги добијат заслужените оценки кои што подоцна ќе им бидат и како важни при упис во високото образование. Уште еднаш благодарност за вашето гостување. Ви благодарам на поканата.